Добар ден. Точно на време и на вистинско место ве поздравувам во името на екипата од Фактор Здравје. Дополнително со возбуда, бидејќи токму денеска повторно ќе соработуваме со European Eye Hospital или Европската очна болница од Скопје, референтна институција која што го решава проблемот со вашиот вид. Да, се што е ново и актуелно го пренесуваме токму од оваа болница, а трите столба или трите клучни елементи на тимот од Европската очна болница се врвна технологија, стручен тим и политика на квалитет, за да квалитетот се почувствува и пациентите бидат задоволни. Новата работа таму е што имаат нов апарат за екзаймер лазер и токму затоа тоа не испровоцира денеска да ви ја понудиме темата во Фактор Здравје насловена екзаймер лазер. За сето она што е карактеристично, полето на индикации што се третира со овој нов лазер, денеска во Фактор Здравје ќе зборуваме со гостинот од Турција, доктор Джумхут Кара, кој што го поздравувам и кој што по специјалност е офталмолог од Европската очна болница. Добар ден, доктор Кара, среќна нова година и секое добро ви посакувам. Како сте? Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Blagodara. Ben de yayına davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bizi izleyen seyircilere çok teşekkür ediyorum. Güzel, sağlıklı bir yıl diliyorum. Srećna Nova godina. Благодарам во името на екипата од Фактор Здравје, а во продолжение пред блокот реклами, само да најавам дека господјата Севила Реджеп ќе ни помогне во преводот од македонски на турски, односно од турски на македонски јазик. Знаете дека добро дојдени се и вашите јавувања и ве очекуваме во продолжение од емисијата. Уште еднаш ве поздравувам и ви посакувам добре дојде во емисијата Фактор Здравје со темата екзаймер лазер, тема која што денеска повторно ви ја нудиме во соработка со Европската очна болница од Скопје, институција која што е достапна секојдневно на 02 20 50 999 на глобалната мрежа www.eeh.mk и директно во нивните простории на улицата Сремски фронт број 1 во населбата Ѓорче Петров во Скопје. Од тимот на Newborn Clinic денеска во Фактор Здравје, денеска од Европската очна болница во име на оваа институција гостува доктор Джумхут Кара, кој што е специјалист офталмолог и кој што уште еднаш го поздравувам и на почеток, докторе, бидејќи новата работа или новиот факт е новиот апарат екзаймер лазер, кои се неговите карактеристики кои што ги има? Ekzaymer lazerin karakteristik özellikleri nelerdir? Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Göz hastalıklarının tedavisinde kullanılan birden fazla çeşit lazerimiz var. Екзаймер лазер bunlardan sadece bir tanesi. Имаме некои врсти лазери, значи екзаймер лазер е од едните. Екзаймер lazer dışında yag lazer, argon lazer dediğimiz lazer türlerimiz de var. Значи освен екзаймер лазер имаме аргон лазер, яг лазер. Yag lazer daha çok kapsül açmasında kullanıyoruz. Kapsül fibrozisinin tedavisinde. Argon lazeri daha çok diyabet hastalarında kullanıyoruz. Аргон лазер користиме за диабетичари, яг лазер користиме повеќе за капсулмотори да се исчистат. Ekzaymer lazeri ise refraksiyon kusuru dediğimiz miyop, hipermetrop, astigmat ve presbiyopi hastalıkların tedavisinde kullanılır. Екзаймер лазер најмногу користиме за тргнување на диоптрија, за хиперметропија, Ekzaymer миопија. lazerin özelliği şu, dokuda vaporizasyon yaparak yani dokuyu buharlaştırarak şeklini değiştiriyor. Значи екзаймер лазер ни помага за да го исчистиме предниот дел на корнејата. Fotoablasyon yapıyor. Значи аблација се прави. Yani gözün en ön kısmında kornea dediğimiz gözün ana merceğinin şeklini, anatomisini değiştirerek kırma gücünü değiştiriyoruz. Значи предниот дел на корнејата, анатомијата ја чистиме и ја избиструваме. Temel mekanizması bu. Значи тоа е Екзаймер меканизмот за екзаймер лазер. Да, кажете дека повеќе типови на екзаймер лазер постојат во Европската очна болница и токму овој екзаймер лазер би рекол го решава проблемот на тргање на очило или решавање на проблемот со диоптријата, кои останати индикациони подрачја ги има и дали има некои контраиндикации? Operasyon sırasında hocam çıkan indikasyonlar nelerdir veya kontraindikasyonlar? Evet, önce indikasyonlardan bahsedelim. Endikasyonlar az önce de söylediğim gibi gözün kırma kusurları dediğimiz 3 temel kırma kusurumuz var. Miyop, hipermetrop ve astigmat. Значи индикација, како што преска спомнавме, миопија, астигматот и хиперметропијата е Bir de чистиме. dördüncü kusurumuz da 45 yaşından sonra yaşlılıktan dolayı olan presbiyopi. И заради 45 години, значи заради возраста, се чисти
Bu hastalıklarda kişi bir kontak lens veya gözlük kullanmadan net göremez. Значи, заради ова болеста, ако пациентот не става контактен лекар, не може да гледа. Bunların tedavisinde kullanıyoruz Excimer Заради lazeri. тоа екзаймер лазер има потреба за да се искористи. Excimer lazer bir üçüncü seçenektir tedavide. Yani bir hasta eğer kontak lens kullanmak istemiyorsa, gözlük kullanmak istemiyorsa tercih olarak lazer olup tamamen ikisinden de kurtulabilir. Пациентот ако не ќе да користи научари или контакти леки, значи најбитно е тогаш да се направи екзаймер лазер. Yani bu Excimer lazer ameliyatları kişinin tercihine göre yaptığımız ameliyatlar. Yani sağlık için çok zaruri olan ameliyatlar değil. Значи, не е премногу потребно екзаймер лазер да се направи, меѓутоа тоа е сепак до пациентот, ако сака може да се направи. Yani insanı bir ömür boyu bir gözlüğe veya bir kontak lense bağımlı olmaktan kurtarmış oluyoruz. Пациентот ако сака да се спаси за цел живот од научари или од контакти леки, може да се направи екзаймер лазер. Dolayısıyla endikasyon olarak bahsettiğimiz durumlar 4 ana hastalığımız. Значи, Kırma kusuru dediğimiz miyop, hipermetrop, astigmat ve presbiyopi. како што кажавме, значи индикациите се тие 4: хиперметропија, астигмат, миопија и над 45 години пациенти што се оперираат. Tabii her miyop, her astigmat olan bu ameliyatı olamıyor. Tetkikler uygunsa, gözün anatomik yapısı uygunsa uygun olan gözlerde yapabiliyoruz. Her refraksiyon kusuru olan hastada Excimer lazer uygulanamıyor. Значи секој пациент нормално не може екзаймер лазер да се направи. Пред лазерот се прави неколку врсти стипки спрема тоа анатомијата, ако е во ред, тогаш се прави екзаймер лазер. Şu anda biz hastanemize yeni bir lazer cihazı aldık. Сега во болницата имаме ние нов екзаймер лазер апарат. Onda presbiyopi dediğimiz 45 yaşından sonra yakın görmeyi bozan hastalığın da tedavisini uygun gözlerde yapabiliyoruz. Значи имаме сега плюс презбиопија што викаме, тоа значи над 45 години пациентите може да се прават екзаймер лазер. Сигурно тоа е карактеристиката што не беше карактеристична за претходната генерација на апарати за екзаймер лазер, токму со новиот се проширува возрастната категорија, рековте над 45 години, кои се возрастните граници, има ли минимум, односно максимум горна граница во однос на интервенциите кои што може да се прават со ovoj нов апарат за екзаймер лазер? Hocam tedavi için belirli bir yaş aralığı var mı yine ekzaymer lazer? Öncelikle az önce eksik kaldık kontraindikasyonlarından kısaca bahsedeyim. Yani hangi gözlere yapamayız, hangi hastalara? Значи Sonra bu можам soruya само да ви geçelim. спомнам сега за контраиндикациите, уште тоа да довршиме. Или ограничувањата, да. Mesela gözünün korneası, keratokonus dediğimiz gibi anatomik olarak bozuk olan kornealarda veya ince kornealarda yapamıyoruz. Значи екзаймер лазерот не можеме на две врсти, на две, тоест пациенти да направиме ако е корнеата многу тенка или ако има кератоконус диагноза. Eğer kişide glokom varsa, üveit varsa, bu hastalıklar varsa yine Excimer lazer yapmıyoruz. Кај пациентот ако има исто тоа диабет или увеит болеста, значи диагноза, и кај нив не може екзаймер лазер да се прави. Yine sistemik olarak bir ağır diyabet hastalığında veya bir böbrek yetmezliğinde yine tercih ettiğimiz bir ameliyat değil. И не препорачуваме екзаймер лазер на пациентиве што имаат исто, да ви кажеме, со диабет и со бубрежни болести, значи не препорачуваме екзаймер лазер да се прави. Yaş aralığına gelince de şimdi az önce bahsettiğim refraksiyon kusurları yani miyop, hipermetrop ve astigmat 20 yaşına kadar yani beden büyümesi devam ettiği müddetçe değişen numaraların değişme durumu vardır. Преска, како што спомнавме, значи за миопија и хиперметропија, значи до 20 години кај пациентиве знаат да се менјава диоптријата. Dolayısıyla 18-20 yaşın altındaki hastalarda bunu tercih etmiyoruz. Значи не препорачуваме под 20 или 18 години на пациентиве да се оперираат од екзаймер лазер. Yani numaranın gözündeki bozukluğun stabil hale gelmesi lazım. Yani artık ilerlemesinin durmuş olması lazım ki biz ameliyatını yapabilelim. Најздраво е да се очекува, значи на пациентот бројот диоптријата да се стабилизира и спрема тоа да се земе за екзаймер лазер. Bunun için de en ideal yaş 18-20 yaştır. Значи затоа најидеална година е над 18-20 години. Dolayısıyla yani 18-20 yaşın altındaki hastalarımız kontak lens ya da gözlük Под kullanmak 20 или zorundalar. под 18 години пациентите можат со контакти леки да го стабилизираат. O yaşa geldiklerinde numarası sabitlendiği zaman da biz ameliyatını yapabiliyoruz. Значи кога се стабилизира диоптријата, тогаш можеме за екзаймер лазер да ги земеме.
Уште еднаш да подсетам дека со доктор Џумхур Кара, кој што е специјалист офталмолог од Европската очна болница од Скопје, денеска зборуваме на тема екзајмер ласер, а вие сте добродојдени да ни се јавите во режијата и да поставите прашање на 60919925, односно 60919924. Она што е карактеристично за Европската очна болница е директниот контакт и најбрз би рекол за закажување термин и решавање на вашиот евентуален проблем со очите на 02 20 50 999, а дополнително да споменам дека Европската очна болница е носител и на сертификатот ISO 9001 кој што потврдува за високото реноме на квалитет во однос на технологијата и тимот кој што ви нуди секаков тип на интервенции и повторно ќе споменам решавање на евентуалниот проблем со видот. Во овој прв дел од емисијата доктор Кара уште да споменеме, кажавте дека некаде околу 20-та година кога ќе се формира диоптријата и ќе се оформи пред се она дете во човек, нормално ќе побитне пубертетот е минимум возрастна категорија кога може да се примени новиот екзајмер ласер, што е со индикационото подрачје на диоптријата, дали има некој минимум, односно максимум за интервенирање, односно плюс и минус. Hocam az önce sorduğu gibi hani özel bir hazırlık süreci var mıdır bu tedavi için? Ondan önce bir şey cevaplayalım. Her miyopa, her astigmata da bunu yapamıyoruz az önce bahsettiğim gibi. Значи, како што преска спомнавме, на секој миоп и на секој астигмат диагноза не Onlarda можеме да bir правиме. limitimiz var hepsinde. Значи, имаме некој Üst си limitimiz. лимит. Genellikle uygun olan gözlerde yani topografisi ve kornea kalınlığı uygunsa Значи, miyoplarda 8 numaraya kadar. томографијата и снимката што спомнавме преска, ако е во ред све, значи миоп до -8, Hipermetroplarda 5-6 numaraya kadar. до хиперметропија, значи до 5-6 диоптрија Astigmatlarda da 4-5 numaraya kadar. и астигмат до Düzeltme 4-5 yapabiliyoruz. диоптрија може да се направат. Onun екзамен лазер. üzerindeki numaralarda egzajmer lazer uygulayamıyoruz ama başka yöntemlerimiz var. Ако се над овие бројки, овие диоптрии, значи имаме други методи. Yani diyelim 15 numara miyopu olan bir hasta hani ben egzajmer lazer olamıyorum diye üzülmesin. Onda da başka bir yöntemimiz var. Göz içine mercek koyarız. Onu da koyarak onda numarasını sıfırlama imkanımız Значи, var. Gözlükten диоптријата на kurtarma пациентот imkanımız ако е var. над 15, имаме некоја друга метода што може да се стави значи натре во окото леќа и да се спречи диоптријата. Ama egzajmer lazer olacak hastaların az önce bahsettiğim gibi üst limitleri o bahsettiğim numaralar. Меѓутоа, ако Onun üzerinde препорачуваме- genellikle iyi netice alamıyoruz. Ако препорачуваме екзајмер ласер да се направи, како што спомнавме диоптриите, над тие диоптрии екзајмер ласер не препорачуваме. Ön hazırlığa gelince de çok özel bir ön hazırlık gerekmiyor. 3-5 dakikalık bir ön hazırlık yeterli. Значи, Sadece hasta eğer kontak lens kullanıyorsa en az bir 2 hafta önceden kontak lenslerini kullanmaması gerekiyor. Значи, пациентот кога треба да се спрема за операција, ако користи контакти леки, побаруваме од пациентот пред 2 недели да дојде на болница, пред 2 недели да извади контакти леки за да биде спремен за операција. Да? 2-3 dakikalık ön hazırlık yeterli ama tabii o sırada hastanın hani başka bir hasta, bir gribal enfeksiyon, başka bir problem, o anlık bir sağlık sorunu olmaması gerekiyor. Onun dışında özel bir hazırlık gerekmiyor. Lokal anesteziyle yapıyoruz ameliyatı damlatarak. Dolayısıyla basit ve kolay bir süreç. За операција за екзајмер лазер некоја посебна подготовка нема потреба, 2-3 минути е подготовката, што тоа со екзајмер лазер е со локална анестезија со капки. 15-20 минути трае, така да не болно. Нема никаква, значи, болка не чувствуваат, но претходно пред да зборуваме за подготовката имаме јавување и прашање од гледачка од Радовиш која што се јави и постави прашање има диоптрија -5 и -4 на двете очи и прашањето доктор Кара е дали ова може да се интервенира со екзајмер ласер и дали во еден акт може двете очи да се оперираат. Hocam bir hastamız şu anda bize soru iletti. Bir gözünde -5, bir gözünde -4 numarası var. Ameliyat edilebilir mi? Ve aynı anda her iki göze tedavi uygulanabilir mi? Evet, şimdi numara olarak uygun. 4 ve 5 numara. Tabii bu hastanın bir ön muayenesi var. Ameliyattan önceki ön hazırlık aslında çok basit ama ön muayene daha önemli bizim için. Значи, Ameliyata karar verdiğimiz ön muayenesi. Eğer korneasının topografisi düzgünse,
kornea kalınlığı uygunsa, yaşı uygunsa o numaralar çok rahatlıkla ameliyat olabilir. Диоптријата е во ред, значи можеме да примаме за екзаймер ласер, меѓутоа пред да примаме пациентот имаме, значи како што рековме преска, да се направи топографија на окото, да се провери, значи дали е све во ред и нормално да се проверат крвните слики понатаму. И уште едно прашање пред блокот реклами, пациент кој што има катаракта и носи очила, сака да ги тргне очилата и дали тоа може, доктор Кара, да се направи во еден акт и катаракта и тргање на диоптрија, или тоа треба во две одделни интервенции да се направи? Hocam bir hastamız soru iletmiş. Gözlük taşıyor ve kataraktası var. Aynı anda hem kataraktı hem gözlüğü aynı anda bir ameliyat içerisinde çekebiliyor muyuz? Elbette. Zaten katarakt olan bir hastanın hani Alzheimer lazer olması saçma olur, çok gereksiz olur. Katarak ameliyatını yaparken biz katarak şu gözün içinde işlevini yapmayan bir mercek var. Onu çıkarıyoruz. Yerine suni bir mercek takıyoruz. Katarak ameliyatın temel prensibi bu. Катаракта е посебна нормална интервенција, значи катарактава е тоа што ја ваѓаме, значи својата природна леќа и си ставаме нормално од надвор посебно сочиво, посебна леќа со што тоа помага да гледа понатаму почисто. O takacağımız merceğin numarasını öyle ayarlıyoruz ki hasta ameliyattan sonra artık gözü ihtiyaç duymuyor. Значи на пациентиве спрема диоптријата им ставаме леќа како што има потреба на телото и спрема тоа после операцијата. После катарактата нема потреба да носи наочари. Dolayısıyla hastamız hem kataraktan kurtulmuş oluyor hem de gözlükten kurtulmuş oluyor. İki Значи işlemi bir arada и yapmış од oluyoruz. катаракта се спасува така, катарактава ја тргаме и од бројката што нема потреба више тоа да носи наочари. И очилата. Благодарам, доктор Кара, за овој прв дел од разговорот. Следува вториот блок реклами, по кој што ве поканувам и натаму да се јавувате во режијата, да оставите прашање доколку имате интерес, а доколку сакате да закажете термини бесплатно, да се советувате со Европската очна болница, тимот ви стои на располагање на 02 20 50 999 на глобалната мрежа www.eeh.com.mk или директно во нивните простории на улицата Сремски фронт, број 1 во населбата Ѓорче Петров во Скопје. Уште еднаш ве поздравувам во продолжението од Фактор здравје и денешната тема екзаймер ласер, на која што се навратуваме, бидејќи Европската очна болница или European Eye Hospital има што да ви каже јавно овде во Фактор здравје, бидејќи новиот апарат или новата генерација на екзаймер ласер веќе е присутна и карактеристиките ги објаснивме, а во продолжение ќе се осврнеме повеќе на подготовката, како тече самиот тек на интервенцијата и постоперативното оправување на овие пациенти. И натаму сте добродојдени на 6091-924, односно 6091-925 да поставите прашање и оставите ваши карактеристики во режијата, а сето тоа ќе го одговори доктор Џумхур Кара, специјалист офталмолог од споменатата Европска очна болница. Доктор Кара, бидејќи кажавте во првиот дел дека 2 недели пред интервенцијата или 2 седмици се препорачува да не се носат леќите доколку еден пациент носи за да се извадат понатаму и тргне диоптријата, што друго во однос на предоперативната подготовка е потребно да се направи? Hocam az önce sorduğunuz gibi 2 hafta ameliyattan önce lensler çekiliyormuş. Yani bunun ekstradan özellikle başka bir hazırlanma süreciliği nedir? Evet, az önce de söylediğim gibi yani özellikle ameliyat öncesi hazırlık çok komplike bir durum değil, çok basit. Значи како што преска спомнавме, значи пред операција. Burada esas önemli olan hastanın ameliyat öncesi muayenesi. Значи најбитно е пред операција контролата. Çok detaylı bir muayene yapıyoruz. Мораме значи детална контрола да се направи. Özellikle kornea topografisini çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Најбитно е значи топографијата, корнеата. Başka bir göz probleminin olup olmadığını anlamamız gerekiyor. Retina muayenesini çok iyi yapmamız Корнеата gerekiyor. да се снима, ретината да се снима да видиме дали има некој друг проблем. Bütün bu kapsamlı muayeneden sonra ameliyat olmasına karar verdiğimiz zaman ondan sonrası iş kolay. Значи ако е све во ред, после тоа одлучуваме значи за операција, после тоа многу е лесно. Ameliyatın uygunluğuna karar verdiğimiz zaman hastaya ameliyat randevusu veriyoruz. Ve diyoruz ki son 2 hafta veya 3 hafta kontak lensini kullanma. Значи пациентот ако носи контактни леки, му спомнуваме, му закажуваме операција и закажуваме термин, му кажуваме дека пред 2 недели или 3 треба да се извадат контактните леки. Ameliyata geldiği gün ameliyatta hemen girmeden önce bir 3-5 dakikalık bir hazırlık süreci var. Пред да влезе во сала, значи пациентот 2-3 минути се спрема, Daha sonra ameliyata alıyoruz. влегува во сала,
lokal anesteziyle yani damla anesteziyle ameliyatı yapıyoruz. Со локална анестезија, значи со капки. Ameliyatın süresi yaklaşık 15-20 en fazla 30 saniye. Значи, операцијата трае максимум значи, од 15, 20 или 30 секунди. Ama tabii ki hastanın ameliyathaneye girmesi, ameliyathaneden çıkması 10 dakika, 10-15 dakika. Меѓутоа, од 10 до 15 минути, значи влегување, излегување, нормално и целата комплетна спремането од 15 минути не одзема. Ama özellikle Excimer lazerin göze uygulandığı o esas ameliyatın süresi yaklaşık 15-30 saniye civarında. Меѓутоа, само значи екзајма лазер, како лазер, трае 15 до 20 или максимум 30 секунди. Dolayısıyla hasta açısından hem ameliyat öncesi süreç hem ameliyat esnasındaki süreç gayet kolay, basit ve ağrısız. Меѓутоа, за пациентот, значи безболно, не многу трајно, така да не се плашат воопште. Уште едно прашање имаме од гледач од Ресен, кој што праша дека има диабетес и хронично воспалување на зглобовите. Дали може да се направи екзаймер лазер тука? Hocam bir hastamız tekrar soru sormuş. Diyabet hastalığı bir de eklemlerinde sorun varmış. Acaba egzerme lazer olma ihtimali var mı bu hastanın? Evet, diyabet hastalarına çok fazla tercih etmiyoruz. Çünkü diyabet hastalarına yara iyileşmesinde problem oluyor. Metabolizmaları çok farklı oluyor. Dolayısıyla diyabet hastalarında Excimer lazeri çok tercih etmiyoruz ama başka ameliyatları tercih ediyoruz onlarda da. Кај диабетичарите, значи екзаймер лазер не препорачуваме заради тоа што раните многу покасно се затварат, затоа значи кај диабетичарите имаме скроз други некои методи. Но сепак постои начин за решавање на проблемот со диоптријата. Yine de numarayla hastanın çözümü var. Tabii ki. Yani başka yöntemlerle yine numarasından Да, со други kurtarabiliyoruz. методи постојат такви шанси. Ова прашање од гледачот ми спровоцира да ве прашам дополнително кај други пациенти кои што земаат друга хронична или доживотна терапија во смисла на кардиоваскуларно заболување или друг тип на заболување, дали тие исто така се подложни и може да се направи кај нив корекција со новиот екзаймер лазер или друг метод и начин постои? Hocam yeni lazerle kronik hastalıklarda acaba yeni lazer uygulanabiliyor mu? Yani kronik tedavi alıyor kalbiyle ilgili veya şekerle ilgili onlarda kullanabiliyor muyuz? Kalp hastalıklarında bir kontraindikasyonumuz yok. Hasta eğer 10 dakika masaya yatabilecek ve stres sırasında kalbiyle ilgili bir sıkıntı olmayacaksa ki buna anestezi uzmanımız karar veriyor. Rahatlıkla olabilir. Onda herhangi Значи, bir пред тоа имаме kontraindikasyon yok. анестезиолог, што анестезиолог проверува дали е све во ред со срцето, ако е све во ред и пациентот, ако вика дека можам да го истрпам, значи операцијата 10 минути, за нас никаков проблем не е. Yeni lazerimizde daha çok presbiyopi ameliyatlarını yapabilelim diye cihazımızı yeniledik. Значи, со нов апарат најмногу можеме през биопија да направиме тоа што преска кажавме на 45 години пациент. Yani 45 yaşından sonra yakın görmesi bozulan hastalarımız gözlük kullanmak istemiyorlar. Значи, на 45 години пациенти веќе со блиску што им е Dolayısıyla расипана onlar диоптријата, da lazer yapıp onları da gözlükten kurtarmamız gerekiyor. неќе да носат наочари, заради тоа значи можеме и на нив да направиме со новиот лазер новата метода. Onlarda da iki yöntemimiz var. Eğer hastanın gözü uygunsa Excimer lazer yapıyoruz. Ако е на пациентот окото све во ред, значи со Eğer hastanın снимките, gözü uygun değilse de Excimer lazer uygun değilse de göz içine mercek takarak yine gözlükten kurtarabiliyoruz. значи имаме две методи. Едната метода, која што рековме преска, ако е томографијата све во ред, се прави екзаймер лазер. Ако значи не е во ред томографијата и сака да се спаси од очилата, тогаш ставаме, значи градуваме леќа на окото. Уште еднаш да подсетам дека денеска со доктор Џумхур Кара, кој што е специјалист офталмолог од Европската очна болница од Скопје, зборуваме на тема екзаймер лазер, а дополнително новиот апарат за екзаймер лазер кој што е присутен веќе и достапен за вас, има промотивна цена од 1000 евра за двете очи, колку што чини оваа интервенција, а за дополнителни информации и закажување термини ве упатувам на 02 20 50 999 или тоа можете да го направите и од било која точка на земнината топка на www.eh.com.mk. Она што остана се секако вашиот контакт и вашите прашања кои што имате можност да ги поставите, а во продолжение, докторе, бидејќи рековте дека интервенцијата или самото ласерирање трае околу 15 до 20 секунди, дали има нешто што е важно во однос на завршувањето на интервенцијата? Дали веднаш пациентот се станува, завршува локалната анестезија и како тече постоперативното oporavување? Hocam ameliyattan sonra dediğiniz gibi 15-20 saniye sürüyor işte egzerme lazer. Egzerme lazerden sonra dikkat edilmesi gereken süreç nedir?
Excimer lazeri hastanın başarılı bir şekilde yaptıktan sonra hastayı 1-2 saat hastanede tutuyoruz. Значи пациентот после екзаймер лазер, кога се завршува 2-3 часа ги Ve очекуваме gözünü во ameliyattan болницата. sonra kapatmıyoruz. Значи окото не е затворено после лазерот. Ve evine gönderiyoruz. После 2-3 часа одмарање ги спраќаме дома. Ertesi günde kontrole çağırıyoruz. Утредента ги викаме пациентите на контрола. Yalnız burada ifade etmem gereken bir durum var. Excimer lazerin de birkaç çeşidi var. Hastanın gözünün uygunluğuna göre tercih ettiğimiz. Значи имаме и некои врсти, имаме 2-3 врсти, тоест екзаймер лазер, што можеме на секој пациент да користиме. Dolayısıyla bu çeşitlere göre de biraz post operatif dönemdeki tedavi şeklimiz biraz değişebiliyor. Значи спрема екзаймер лазерот, која метода се користи, се менјава нормално и дека после оперативна нега треба да се Örnek vermek чуваат. gerekirse PRK yöntemi var, LASIK yöntemi var, SMILE yöntemi var. Значи ако можеме да ви дадеме пример, ПРК лазер имаме. Bunları neye göre tercih ediyoruz? Hastanın korneasının topografisine ve kalınlığına göre tercih ediyoruz. Значи овие неколку врсти се за пациентите што се мери нормално топографијата и корнеата на дебелината, тоест. Hastanın gözü hangi yöntem uygunsa o yöntemle yapıyoruz. Значи која метода е најдобра за пациентот, таа метода ја бираме. Mesela bu yöntemler içinde PRK dediğimiz yöntem biraz hasta açısından biraz ufak ağrılar olabiliyor. Значи метода ПРК Поступ dönemde. малце е болно после оперативно нормално. Bu hastalara yani PRK yöntemi tercih ettiğimiz hastalara ameliyattan sonra terapötik kontak lens takıyoruz. Значи после ПРК кај пациентиве ставаме контактна леќа, сочува, значи окото за да го Ve сочува hastanın контактна леќа. yaklaşık 2-3 gün kadar hafif ağrıları, batmaları oluyor. 2-3 дена буцкање, гребење осека пациентот на окото. 3 gün sonra o kontak lensi alıyoruz ve artık ağrısı sızısı geçmiş oluyor ve görmesi de maksimuma ulaşmış oluyor. После 3 дена контактната леќа сочува, значи окото за да го сочува ја тргаме после 3 дена и болка после 3 дена веќе не. Bu yöntem Excimer lazer hastaların çok az bir kısmına tercih ediyoruz. Значи ова метода кај многу малца пациенти ми препорачуваме. En çok tercih ettiğimiz yöntem LASIK yöntemi. Најмногу значи ласик Onda методија hiçbir ağrı бараме. olmuyor. Kontak lens de takmamız gerekmiyor. Ласик метода кај екзаймер лазер, значи никаква контактна леќа не Hasta се става, açısından daha konforlu, безболна е. daha rahat bir yöntem. Значи после оперативна е многу полесна. Hatta o hastalar ameliyattan hemen sonra 1 saat 2 saat sonra aşağı yukarı %90, %95 civarında görmeye kavuşabiliyorlar. Значи после лазерот, ласиксот, после саат-две одмарање, пациентот 90% веќе го добива видот. И уште едно прашање ќе поставиме од гледачот Ресен кој што се јави и прашува кога може да се очекуваат резултати и враќање на видната острина и резултатот после тргањето на очилата со овој лазер. Peki hocam, bir seyircimiz yine bir şey sormuş. Ameliyattan sonra sonuç hemen alınabiliyor mu? Az önce bahsettiğim biraz konudan. PRK yönteminde yani hastanın korneası inceyse tercih ettiğimiz PRK yönteminde hemen sonuç alamayız. Kao što preska spomnavме, значи за ПРК метода Ne кај zaman екзаймер alırız? лазер одма не се земаат. Taktığımız o terapötik kontak lensi 3 gün sonra çıkarıyoruz. Значи резултати одма не се добиваат заради тоа што леќа 3. стои gün на maksimum окото. görmeye hastamız После kavuşabiliyor. третиот ден леќата која се трга може да Ama добие diğer вид. iki yöntemde hasta ameliyattan hemen 1-2 saat sonra normal görmesine Меѓутоа kavuşabiliyor. кај другата метода кај екзаймер лазер, значи после операција саат-два одмарање може да добие одма вид да му се Bu врати. yöntemlerden dediğim gibi hangisini tercih edeceğimiz hastanın ön muayene bulgularına göre karar veriyoruz. Özellikle Значи, de kornea ovие- topografisine göre. Овие методи сепак предоперативно одлучуваме дали треба да се направи како треба, тоа е све зависи од топографијата, тоест на корнеата, дебелината да се провери. %80 genellikle tercih ettiğimiz yöntem lasik oluyor ve en konforlu, hasta açısından en rahat yöntem de lasik yöntemidir. Меѓутоа, значи 80% сепак метода LASIK сакаме да правиме, мислам дека е подобро. Ова е безбедна метода која што веќе ја објаснивте, еднодневна хирургија, нема лежење во болница, освен неколку часа, рековте постоперативно. И она што ме интересира од вашето искуство, дали има некогаш очекувани или пак се јавуваат и неочекувани компликации? Peki hocam ameliyattan sonra dediğiniz gibi bir iki saat hasta kalıyor ve eve gönderiyorsunuz. Hani kalma Evet. gibi bir şey. Bir de beklenen ya da beklenmeyen komplikasyonlar oluşuyor.
Evet, ameliyattan sonra bir iki saat sonra eve gönderiyoruz hastamızı. Значи после операција 2-3 часа пациентот го праќаме Hastamıza дома. tembih ettiğimiz şey gözünün uyuşturmaması, gözüne dokunmaması gerekiyor. Значи Кыса најмногу на дөнем пациентите компликацијонар кажуваме баштар за да çünkü не bu. чепка укото со рака. Тоа е најбитно кај пациентот. Yaklaşık bir ay boyunca da ilaç kullanıyor hastalarımız. И Damlalı месец birkaç дена tane damlası користат oluyor. Onları düzenli капки olarak од наша kullanıyorlar. страна. Ama ameliyat sonrası en önemli, kısa vadedeki en önemli komplikasyonumuz korneadan kaldırdığımız filepi yerinden oynatabiliyor hastalar. Onu da gözüne dokunup kaşıdığı zaman Значи olabiliyor. најголема компликација што може да се деси после оперативно пациентот ако со рака чепка укото да се измери значи лекјата што е Tabii öyle ставена. bir şey olduğu zaman biz onu tekrar düzeltebiliyoruz. Меѓутоа таква tekrar компликација ако ameliyathaneye се alıp појавува не е düzeltebiliyoruz. страшно, може тоа пак да се врати во сала и да се смести на место. Onun dışında hastalarımızda alerji gelişebiliyor ameliyat sonrası. После Ама оперативно онда може тедависи бар, алергија тедавија да се yapabiliyoruz. деси кај пациентот, меѓутоа и за тоа имаме терапија. Ayrıca yine bazı hastalarımızda göz kuruluğu gelişebiliyor. И кај некои пациенти може да се појави Yaklaşık 3-5 ay очото suni göz да се yaşıyla суши. ihtiyaç duyabiliyor bu hastalarımız. Suni göz yaşı kullanmamız Значи gerekiyor. за тоа, значи што рековме дека окото се суши, тоа значи дека може да користи вештачки солзи. Dolayısıyla çıkabilecek komplikasyonlar, bu ufak tefek komplikasyonlarda tedavi etme imkanımız mevcut. Значи овие мали компликации што се дешаваат, постојат терапиите без никаков страв. Hastalar açısından en önemsenen komplikasyon şu. Yaklaşık 100 hastanın 5'inde ufak bir numara kalabiliyor bazen. Значи, постои таква само некоја шанса да од 100 пациенти, ако се оперираат 5 пациенти, да остане минимална некоја диоптрија. Örnek vermek gerekirse 5 numarası miyop olan bir hasta ameliyat oluyor. Bazen diyelim 0,75 numara rezülü kalabiliyor. Значи, на пример, можеме да ви кажем пациент со 5 диоптрија, ако постои, може после операција со 0,75 да му остане некоја минимална O диоптрија. kadar küçük numarayla gündüz çok rahat görebilir. Bir problem olmaz ama gece biraz Со zorlanabiliyor. таа минимална диоптрија што му останува, преку ден нормално може да функционира, меѓутоа преку највечер може би ќе има потреба до некои очила да користи. Dediğim gibi bu hastaların oranı %3-5 civarında. Меѓутоа тоа постои шанси до 2 или 3% да Ve bu останат. hastalarda da eğer hastanın korneası uygunsa 3-6 ay sonra ikinci bir ameliyatla onu da düzeltebiliyoruz. Меѓутоа таа минимална диоптрија која ќе остане, значи ако е све во ред после 3 или 6 месеци, можеме пак уште еднаш да земеме за таа минималната диоптрија да ја тргнеме 100%. И на... Ama 100 hastanın 95'i ta 45 yaşına kadar bir daha göze ihtiyaç duymuyor. Меѓутоа од тие 100 пациенти, 95 пациенти до 45 години нема потреба да користат никакви очила после екземна Başarı лазер. oranımız %95 civarında. Значи, сепак сакам да ви кажам дека 95% сме успешни во оваа работа. И моето последно прашање, доктор Кара, се однесува на ограничувањата постоперативно. Рековте контролите треба редовно да ги прават пациентите кои што ги препорачувате, но дали после интервенцијата се препорачува квасење или ставање влага или туширање или ставање вода во очи, како едно прашање и дополнително изложување на светлина или некои други ограничувања дали има? Ameliyattan sonra neye dikkat etmesi gerekiyor? Duş alabilir mi veya güneşe karşı çıkabilir mi? Dışarıda hani bir önlem almamız gerekiyor Evet. mu? Şimdi dediğim gibi az önce ameliyattan sonra birinci gün kontrole çağırıyoruz. Значи, Birinci како hafta што ve рековме, birinci ay. после операција, првиот ден за визита викаме, Ve yaklaşık Pırvata bir ay nedava i boyunca da prvi damla mesec. kullanıyor. значи пациентот цел месец користи терапија. En önemli şey bahsettiğim gibi özellikle ameliyattan sonra ilk birkaç gün gözünü kaşımaması gerekiyor. Значи најбитно е окото да не го чепка со рака. Yine birkaç gün dışarıya çıkmasını çok önermiyoruz. Не препорачуваме првите 2-3 дена да излегуваат Ve надвор. yaklaşık 4-5 günde banyo yapmasını önermiyoruz. И до недела дена не препорачуваме да се тушира пациентот. Да. Ви благодарам за сите овие информации, за сите совети од практично и научно искуство кои што ги изнесовте. Носете поздрави до вашите колеги и ве чекаме повторно во Фактор здравје. Ben teşekkür ederim. Благодарам. Bizi izleyen seyircilere sağlıklı, güzel, mutlu bir gün ve mutlu bir yıl diliyorum Ви tekrar. посакуваме добар ден од страна на доктор Джумхур Кара и ви посакуваме многу добра иднина и добра нова година.
Благодарам. Davet ettiğiniz için Ви teşekkür ediyorum. посакуваме на вас, Благодарам. фала ви многу Многу. што не дочекавте тука. Благодарен, ни беше задоволство. Ве чекаме и во следна прилика доктор Джумхур Кара, специјалист офталмолог, и господја Севила Иреджеб денеска ни помогна во однос на преводот во Фактор здравје и денешната тема. А за понатамошни информации и закажување термини ве упатувам во Европската очна болница или European Eye Hospital на 02 20 50 999. Ви благодарам за довербата, вниманието и соработката и поздрав до следната емисија. Пријатно.